Инфлацијата во 2025 година бележи пораст од 4,1% во однос на 2024, објави Државниот завод за статистика. Мерено според индексот на цените на мало, растот е 3,6%. Најголем пораст е забележан во групата ресторани и хотели, и тоа за 7,2%, потоа во групата рекреација и култура за 6,4%. Алкохолните пијалаци, тутунот и наркотиците поскапеле за 5,9%, а храната и безалкохолните пијалаци поскапеле за 5,2%. Ваквиот процент е нешто поголем од прогнозите на Народна банка, која предвидуваше инфлацијата да биде 3,9%, откако ги коригираше предходните прогнози, кои предвидуваа дека таа ќе изнесува 3%. Премиерот Христијан Мицкоски вчера кажа дека инфлацијата е во рамки на нивните очекувања, со план годинава да падне под 3%. За таа цел најави повисоки казни за сенџирите супермаркети кои манипулираат со цените, а денеска порача дека ќе продолжи растот на економијата. 2026 е година во која што ќе се завршуваат проектите, ќе се ставаат во функција објектите, и ова ќе биде година на големи крупни чекори во делот на градежништвото, во делот на образованието, во делот на енергетиката, во делот на економијата, се разбира, земјоделието и така натаму и така натаму. Генерално ќе биде година на реформи. Имаме јасен план, имаме јасна агенда. Често пати тоа го кажувам, граѓаните, но и бизнисот не треба да се грижат, бидејќи ова влада работи според план, динамика и однапред подготвени решенија за сите потенцијални проблеми. Инаку мерено само за декември во однос на ноември, инфлацијата изнесувала 0,4% и во најголем дел се должи на зголемувањето на цените во транспортот за 5,8%.